филигранот е игра меѓу минатото и иднината во сегашниот дни. Од кога знам за себе, само можеби не сум знаела дека нели таа е формулацијата кога си мал, после осознаваш дека уствари све е креација и све е креативно и секое живење и секоја работа и секое дејство и у јадењето се внесува креативност и во зборување во креативност и во облекувањето и во се. Во пишувањето. На училиште, сакам да ми се убави буквите, па дај се кидам на лево, па се кидам на десно, па ќе додавам некои украшчиња, така? Па кога зборуваш, како гестикулирам, како зборувам, па како комуницирам со другите, па во се. Првичниот импулс е можеби она што го дефинираат како патриотизам, затоа што читајќи нели за филигранот, тоа е мое убедување, историјата моментално не се согласува, дека корените се тука и дека ни е тоа во кодот, и кој ќе видиш дека во енциклопедија го нема терминот филигран, дека има луѓе кои што, например, другарка кој што отиде на дамно устранство и се ти избориш за филигранот, тој вика, што е тоа? Нели, значи има луѓе кои што не знаат што е, тука ти се оне поре, па дајте луѓе, мислам, да научиме кој што нашите баби сите знаеле да плетат, да хеклаат, нели, да не знам, да прават какви нети креации од храна, нели, готвење. Зошто ние не би филигранот, ме разбираш? Тука почна све онака револуционерно и после веќе кога ти влезе чивијата добива поинаква димензија. Желбата тлее, ја влезен од државна машинерија и ќе терам до крај, до пензија, нели? Тука ти се сметки, тука ти се деца и остале ствари. И у еден момент ти пука филмот и викаш, идемо дале и се решена сум сонот да си го остварам. Даваш отказ, продаваш кола, зимаш пари, у тоа време ти доаѓа дека седиш да ми пиеш кафе, ти паѓа под раце списанието, отвараш и пишува курс за филигран и тоа е тоа. Па мене од почеток ми е играње. Дефинитивно зависи од учителот. Има многу учители кои што се себични и не ќе да споделат. И јас сега како учител можам нели да направам нели колку можам објективна да бидам во сето тоа, ама да направам пак некаква паралела меѓу тоа мене, нели, како некој ме подучил и како јас се подучам и паралела меѓу тоа колку особата која што ја подучуваш сега брзо го совладува тие основните чекори, колку тебе ти требало, нели? Ама со шарм ги добиваш информациите и кои што не сака да ти ги дадат, не сака да ги споделат. Сака трпение. И не само тоа, среброто осеќа, среброто е живо и осеќа. Значи, јас не можам кога сум нервозна или нешто вознемирена, значи тогаш морам да правам некои покрупни потези или да направам пауза. Се смирам со музикица, ово нешто, па продолжувам. Сака да си смирен, дефинитивно. Пипаво, да, секоја зборам со мајстори стари, веќе отечени прстите и вика, многу полесно ви е вас, нели, ние жените малце, јас моите не се, ама малце потенки прсти, демек поелегантни, и тоа е исто битно и трпението. Сега од оваа перспектива можам да кажам дека прстињава, значи прво комуникација со прстиве, сите 4 прсти им кажувам дека треба да си комуницираат и нели да соработуваат еден со друг и заборавам кога ќе почнам да работам, ја заборавам на прстите, заборавам на целиот алат си знае што треба да си работи
И се сме јас и предметот. Во почеток е предмет, после е веќе енергија. Значи, работиш со среброто и од него правиш нешто и тоа нешто не е цвет, туку јас сум цвет. Влегуваш во него, сакаш. И друга димензија. Тука е спокојот. Тука е зенот. Тоа е зен. Кога работам нешто ново, например, кога добив она да ја правам раката Game of Thrones и требаше со ковање, јас никош не сум ковала и реков ке пробам, нама никош не викам не. И немам ако трпност, јас играм, мене ми е убаво. Значи, ја може на крај на денот да осетам дека не сум заборавала да јадам и дека ми е лошичко малце, пошто нели дишам хемикали, работам со огин, блеам у тоа, долго време фокус имаш, па веќе ти се заматува и видот. Значи, доаѓа момент кога малце си се загрел, да речеме си се прегрел и ти треба пауза. Ама тоа не значи дека јас се чувствувам дека сум обетфил, мислам дека не ми е окей затоа што сум прегреана, него окей, сега ми треба одмор, одмарам колку ми треба и идемо дале. Пред 2 години кога се зборуваше за крајот на светот, се јави поривот да малце си ги исчистам фиоките. Прво да си ги исчистам фиоките во главата и после да ги исчистам фиоките дома. И затоа што јас одредени делчиња, нели, работи кои што за другите се можеби безвредни, ги гледам како кога ќе го видам парчето, јас веќе имам визија што би можело тоа парче да се добие, нели? И да изгледа поинаку, да ме вратам функцијата, изгубената функција, навидом, нели, изгубена функција. И така средувајќи ги фиоките, така почнав со стимпанкот и направив и колекција изложба направив на крајот на годината и ја пренесов пораката дека нема крај. Така почнав да си играм со другите материјали, па после тука почнав да крадам од децата лего коцки, па ти даваат пријатели скршени фотоапарати, машинки, па и ти дома имаш некогаш нешто и намерно ќе демолираш, нели? Како деца кога сме биле, кога сме расипувале сати намерно. И така правиш спојка на едното со другото и мене ми е тоа како пазлс. Јас значи пазлс, не знам колку и да има парчиња, ја додека не го направам, ја не легнувам. Битно ми е, нормално фидбекот ми е битен од муштериите. Битно ми е како ме доживуваат и како ги доживуваат моите парчиња и многу често и разговараме. Ги прашувам, им кажувам, значи прво кој е нивниот впечаток, значи на што ги асоцира или каква емоција предизвикува кај нив одредено парче кој сакаат да го имаат, нели? И јас после кажувам мојата приказна, мојот филм и така може да се најдем, може да не се најдем. Ама битно ми е, да. И сакам и да си ја раскажам приказната, кој сака да слуша, нормално.
За секое парче постои приказна, затоа што кога работам јас ја создавам приказната. И преку таа приказна, може би било убаво и приказната и да ја срочам во зборови или во песна почнав уствари. И на крајот нели доаѓа парчето Накит. И сега кога беше кризава во Македонија, почнав прво што создадов од рециклиран материјал ќе правам колекција. Имавме изложба у МКЦ и реков ништо не купувам, ама буквално ништо. Значи механизми ќе измислувам како ќе ги затварам, што ќе правам, не е битно, ќе правам. И првото што го направив едно преубаво сонце и значи почна весело. Меѓу време се деси кризава што се деси, ја како и секој друг нормално не сум имуна. И ја фатив глината и тогаш испадна јас распната на крст и така испадна колекцијата. После тоа испадна и другата Ани со рогови. Нели секој од нас го има и темното и светлото во себе. И тука уствари нема место за осуда, не можеш никому да му судиш затоа што нели гледа си ареската во своето око, а не гредата во туѓото. И значи све она што е во мене мора да излезе преку таа колекција. За жал не беа сонциња и нели весели бои. Беше доминира во таа колекција, значи страдање е колекцијата и доминира црната и белата и црвената боја. Бојата на крвта. И имаше реакции, доаѓа ги допираа парчињата, значи луѓето го доживуваат тоа, меѓутоа ретко кој сакаше да има парче од таа колекција. Иначе многу повеќе беше за доживување, имаше неколку особи кои што купија, странци во главно. Може би нив им беше како енергија, како приказна, нешто што би сакале да го однесат. Странците, да, многу поемотивно, затоа што точно го имаат филингот ја знаат вредноста на рачната изработка. Значи, они кои ќе го видат парчето, они точно знаат што се, можда не знаат точно, ама во голем процент знаат што се сум требала да направам за да дојдам до тоа парче. Како труд. Ме нервира овој неред и ова ѓубре околу нас и таа несовесност, така да јас многу често и од земја земам работи, дома ќе ги подсредам, ќе ги исчистам и сакам да направам нешто убаво. Таа е мојата длабочина. Значи ја му давам функција и повторно или е брош, или е обетка, или е ланец, или што и да и се носи.